Teško ги смирува мислите. Разиграни се. Патуваат низ времето и просторот. Одвај ги збирам на едно место и одвај можам да ја одберам потребната мисла. Најверојатно, тоа е заради годините, а не заради старост. Со текот на времето, животот трупа премногу слики, премногу настани, премногу состојби. Па умот е немоќен да ги збере сите во себе. И затоа некои нешта се забораваат. Со голема тешкотија се обидувам да го избистрам умот, колку да ги кажам сите нешта кои останаа. А останати се толку малку нешта, вредни за кажување и за слушање. Најверојатно, тоа го правам за себе, колку да ги одржувам сеќавањата во живот, бидејќи не останува ништо друго од сето она што ми беше дадено за живење. Ме спасуваат секојдневно. Ми дозволуваат да го зачувам сето вредно, сето само мое за себе. Да го повторувам, тоа да се повторува низ мене, па во совршена монотонија од повторувања да преживеам уште еден ден. Да преживеам, бидејќи одамна не живеам. Во животот на секој човек доаѓа време кога телото мора да преживее, колку сите особености што душата ги стекнала, да се стуткаат во незината невидливост, па со леснотија да заминат кон заедничкото место, каде што се среќаваат сите души, што некогаш си биле нешто.
Добра ноć, Макс. Човек цел живот се подготвува за да биде заборавен. Смртта е прв чекор кон заборавот. Смртта, Макс. Умирањето. Моментот кога некој или нешто престанува да постои. Моментот кога човек се соочува со фактот дека нема никогаш повеќе да допре никого. Фактот дека сите нешта кои никој ги правил за тебе веќе нема да ги има. И дека човек мора да продолжи сам со својот недостаток. Мојот проблем се состои во тоа што јас никогаш не размислував како ќе продолжам натаму. И што всушност значи натаму? Денес знам дека натаму е начин на кој човек мора да осамува со сите своји мисли, со сите своји тежни. Начин на кој сета планина се преврва само на еден грб, кога нема веќе кој друг, кога нема веќе како поинаку.
Колко време треба за да се заборави се, Макс? Колку години треба да минат за човек да го заборави сето она кое го видел, кое го почувствувал, да го заборави сиот живот и секој ден одново да учи како се случува светот. Невозможно е. Невозможно е. Колку човек и да сака, колку и да верува во тоа дека еден ден се ќе се заборави. Затоа душата е безсмртна, а телото само инструмент кој не е отпорен на време. Затоа душата патува низ просторот и низ времето, за да го живее своето вечно помнење. Во ваквите мигови и низ ваквите мисли, животот ми се чини како еден сон, како да минал сон и стигнала старост. Затоа не знам со сигурност дали се влюбуваме во нештата кои се случуваат или во нештата кои се среќаваат низ ништата. Не знам. Не знам што е вистинско, Макс.
Srećan rođendan, Max. Ne znam što točno treba da kažem. Niti pak znam što točno treba da napravim. Vreme to nema nikakva važnost već. Vsejedno mi je koliko denovi minuva. Vsejedno mi je kako minuva. Koliko i da ostanale, ništa novo ne može da donese. Nemam nikakvo očekivanje od vremeta. Nemam nikakvo očekivanje od sebe. Edinstveno se nadavam te kad će umram po nekoj son. Sakam da umram po nekoj son i da sonuvam smrt. Sakam da bi da lesnu. Ali što mi zboruva, deka nema da bude tak. Nekade po podsvesta, neverojetno. Kako da nema lesna smrt. Kako nijedno telo da ne može svoje snotija da se oddali od svoje ta duše. Ne znam, Max.
Верувам дека овој телесен механизам ми е даден на располагање заради нештата кои ги видов и кои ги почувствував. И дека ќе престане да ме служи кога неговата намена целосно ќе биде исполнета. Физичката мисија на секој човек е мощна проста и во тоа нема ништо особено, без разлика на незината форма, а совршена е само затоа што времето ја троши наспроти сите внатрешни сензации кои времето ги полни. Затоа умираме. Затоа смртта е убава работа, затоа што душата нема веќе што да собере во себе. Тоа е совршената убавина на трошењето, Макс. И затоа овој живот е прекрасно случување во кое дури и смртта е полнотија која создава нови значења. Добро утро, Макс!